Престижна државничка вечера за јапонскиот премиер Фумио Кишида, организирана од американскиот председател Џо Бајден. Претходно во текот на денот, билатерален разговор со Кишида. Повторно стоиме рамо до рамо со нашите сојузници, бидејќи нашите алијанси се најголемото богатство на Америка. Председателот го претвори билатералното партнерство во трилатерален сојуз следниот ден со Кишида и филипинскиот председател Фердинанд Маркос Џуниор. Фокусот на неделата беше на безбедноста над Јужното Кинеско море, каде има многу тензии, со најава за заедничка воздушна одбранбена мрежа. Алијансата ќе послужи како противтежа на Кина, но председателот не сакаше да го изрази тоа отворено. Работите за кои разговаравме денеска ја подобруваат нашата соработка и се чисто за одбрана и подготвеност. Тоа не е насочено кон ниедна нација или закана за регионот и нема никаква врска со конфликт. Трилатералниот самит на Бајден е одраз на напорите за работење со мрежа на сојузи со истомисленици. Ова е спротивно на политиката на неговиот претходник, председателот Доналд Трамп, која прогласи стратегијата Америка на прво место и ги крена личните односи со странските лидери над сојузите. Ова беше тогашниот председател Доналд Трамп во 2017 година, кој го пречека јапонскиот премиер Шинзо Абе во Белата куќа. Ќе имаме одлични односи, долгорочна врска од взаемна корист со Јапонија. Од тие блиски асоциации, председателот Трамп ја извлече идејата за дипломатски самит познат како Квад или четворка. Клио Паскал од Фондацијата за одбрана на демократии вели дека САД се оддалечуваат од тоа. Ако го гледате Индо-Пацификот, администрацијата на Бајден би рекла дека е многу повеќе фокусирана на делот на Тихиот океан, а помалку на Индискиот дел, на делот на Индискиот океан, а особено на партнерството со Индија. И Бајден и Трамп употребија остра реторика кон Кина. Бајден еднаш го нарече кинескиот председател Ши Џинпин диктатор, додека кампањата на Трамп, Америка на прво место, често цели на Кина поради трговијата. Ако слушате председателе Ши, ние сме пријатели, но го разбирате начинот на кој постапувам. Оние монструозни купогони за производство на автомобили што ги градите во Мексико во моментов. Мислите дека ќе го постигнете тоа? Нема да ангажирате американци, а ќе ни ги продавате автомобилите. Паскал вели дека тоа би се прелеало и во вториот мандат на Трамп. Мислам дека ќе видите многу фокусирана одбрана на интересите на САД, но и обид да се истурка Кина од зоните во кои Кина се прошири изминатите неколку години. Паскал вели дека тоа ќе вклучува агресивни воени действија во Јужното и Источното Кинеско море и дипломатска офанзива на Пацифичките острови и Индискиот океан.